Американците со азиско потекло се најбрзо растечката група на граѓани со право на глас во Соединетите држави, според истражувачкиот центар Пју. Но тие не се униформни во нивната политика. Кристин Чен е извршна директорка на непартиската група на американски гласачи од азиско-пацифичко потекло. Вообичаено, американците со индиско и јапонско потекло се најголеми поддржувачи на демократите, а американците со виетнамско потекло се всушност големи поддржувачи на републиканците. Американците со кинеско потекло се префрлија од демократи, нивното најголемо идентификување, на неутрални. Она што се укажува е дека нема доволно ангажман на политичките партии и кампањите за да може да ги едуцираат за прашањата за кои всушност се залагаат во нивната кампања. Мишел Стил е родена во Јужна Кореја, а израсната во Јапонија. Републиканската конгресменка представува делови од округот Орендж во Калифорнија и има содржини на виетнамски јазик на нејзината веб страница, бидејќи нејзиниот округ е дом на една од најголемите виетнамски американски заедници во Соединетите држави. You just go out there, each community, and you reach out. За американците со виетнамско потекло имам 5 виетнамски фустани и ја носам нивната облека. Кога одам во филипинската заедница, јас носам сари. Ги правам сите овие работи, а тие знаат дека се еден од нив. Стил вели дека таа и нејзините поддржувачи тропнале на повеќе од 190.000 врати за време на нејзината реизборна кампања пред 2 години. That's the way you reach Тоа е out. начинот на кој допирате до американските заедници од азиско потекло. Во мојот округ зборуваме 7 различни јазици, но сите го кажуваат истото. Кампањата од врата до врата е особено важна за азиските гласачи, од кои повеќе од 70% користеле гласачки ливчиња по пошта и предвремено гласање во 2020 година, според Чен. It's because when you have a mail-in ballot, you Кога can имате гласачко ливче доставено преку пошта, можете да седнете на маса во кујна, да разговарате со вашето семејство и пријателите за проблемите, за кандидатите и можете да добиете помош за превод и да не бидете под притисок за кого ќе гласате. Важноста што републиканците им ја даваат на американските гласачи од азиско потекло се однесува на Грейс Менг, демократска американска конгресменка која представува област во округот Квинс во Њујорк. Well, I think there's been an Мислам дека во последно време има зголемено чувство на итност, затоа што видовме дека републиканската партија, некои од нивните кандидати, се представуваат на повеќе јазици. Им рековме на нашите демократски лидери и кандидати дека не можеме повеќе да чекаме, затоа што другата страна напредува. Ние треба да бидеме сигурни дека го правиме тој терен за луѓето, да знаат која партија навистина стои зад нив и ги представува нивните вредности. Сандра Чој е директорка за граѓанско учество на Центарот за акција во заедницата Минквон. We work on it year after year. Работиме на тоа од година в година овде, градејќи политичка моќ за имигрантите, за американските имигранти од азиско потекло, за работничките заедници, но особено за изборите во 2024 година. Знаеме дека ова е навистина моментот да ги мобилизираме нашите заедници, да ја разбереме нивната моќ во градењето на нешто поголемо, подобра иднина за сите нас оваа година. Проекциите на истражувачкиот центар Пју велат дека 15 милиони американци со азиско потекло ќе имаат право да гласаат овој ноември. Повеќе од половина од нив живеат во само 5 држави: Калифорнија, Њујорк, Тексас, Хавај и Њуџерси.